официјално добро вечер за Добро Јасминка. вечер. Фала ти што прифати да дојдеш вечерова тука. Ти си официјално првиот психолог што го имаме. И имаме многу прашања за тебе вечерва, но пред се добре дојде. Фала, добре ве најдов. Ми е и мене посебно драго што сум еве ваш гостин и ќе се обидам колку можам да бидам поисцрпна во моите одговори и да понудам на некој начин и помош на оним кој треба. Помош е тоа што ни треба сите. Значи не исклучувам никој, се вклучувам и самиот во таа група. И сите ние. Да, значи секојдневно. сите луѓето денеска мислам дека не се подготвени да влезат во овој начин на живот и темпото кое што овој начин на живот го наметнува. Едноставно некако пробуваме да се снајдеме како ни доаѓаат работите така. И психологот мислам дека едно место кое што треба да понуди одговори, кое што нели важи како една институција, да кажеме, која што може да реши одредени работи, но луѓето имаат проблем со довербата пред се да ги споделат своите стравови, проблеми со друг човек, па макар и со стручно лице. И тоа е нешто што ќе пробаме денеска да го демистифицираме на некој начин, да пробаат луѓето повеќе да комуницираат со стручни лица, не со било кој, затоа што не секој совет е нели корисен, да, има и погрешни совети, да пробаме да на некој начин ја приближиме таа струка до луѓето. На почетокот би те замолил ако можеме да направиме, мислам дека се уште не постои јасна разлика помеѓу психолог и психијатар кај нас. И една од причините кои што луѓето ги одвраќа е тоа, мислат дека ако се обратат на психолог, дека е тоа нешто лошо, дека нешто не е во ред со нив, дека нешто им се случува и дека луѓето ќе ги осудат поради тоа. Првен, разликата меѓу психијатар и психолог. Прво, во базичното образование. Психијатарот е лекар, кој потоа специјализира психијатрија, а психологот има завршено чисто психологија, како општествена наука. Психијатарот е со можност да препишува и медикаментозна терапија, додека психологот го нема тоа како можност, нити право. Неговата задача е да изврши проценката на личност и да може да помага со своите сугестии до моментот кога не види дека може би се работи за некој покомплициран проблем и потребна е тимска работа и интервенција од психијатар. Психијатарот може да вклучи медикаментозна терапија, но има и психијатри кои веќе се обучуваат за таа психотерапија, па така да тимски заедно со психологот и психијатарот можат да дадат сериозен придонес во развојот на личноста и надминувањето на бариерите. Дали е нешто страшно ако ни се случи некаков проблем или нешто што е може би за нас чудно? Апсолутно не. Не е никаков проблем, нити па треба да сме уплашени дека кога ќе утврдиме дека нам нешто ни се случува и потребно е да побараме помош од стручно лице. Соочувањето со фактот дека ни е потребна помош само помага во решавањето на проблемот, а кога ќе се дојде до психологот или до психијатарот, станува многу јасно дека тука не е ништо страшно и дека на многу едноставни начини со примена на некои едноставни техники, разговори или упатства за како нештото треба да се проба за да го надминиме, може лесно да се надминат работи кои изгледаат чудно и непријатно за поединецот кој ги доживува. Која е според тебе причината, да кажеме, зошто луѓето се толку уплашени? Еве, направивме разликата помеѓу психолог и психијатар, значи она што нели поголемата потреба денеска е од психолози и од проблемите кои денеска се наметнуваат, психолозите се тие кои што треба да се поактивни и ги решаваат тие работи. Но се уште кај луѓето постои одреден страф да им придат и да се отворат и да кажеме да побараат помош. Зошто мислиш дека е тоа? И дали затоа што да кажеме од она што може да се види на запад е дека луѓето се многу поотворени и веќе имаат прифатено психологот многу поблиску до себе и одлучуваат
нели да имаат поголема интеракција со него, да споделуваат, да бараат помош едноставно. Луѓето тука се уште не бараат помош. Да, тоа е како одговор на средината. Бидејќи и умот човечки и нервниот систем во еден момент може и да попушти и да има потреба од помош, како и сите други системи во човековото тело. Но кај психијатарот или психологот да се оди средината малце доскоро ми се чини дека веќе кај нас попуштаат тие стеги, реагираше, па со него нешто не е во ред, тој не е добар со умот. И таму веќе одбрана чекај некој некого да не го прогласи дека не е добар, па после тоа може да го кошта, може да го чини да не може да се запосли, да не може да најди девојка, да не може да направи своје обкружување онакво какво што треба. И токму тој страв да не биде виден дека има некаква мака со своите размислувања, со својот ум, затоа тоа скривање постои, но мислам дека веќе и кај нас се надминува, поготово од помладите родители кои стануваат посвесни и побаруваат помош за себе и за своите деца. Мислам дека проблемите кои кај нас веќе се намножени и кои ги задесуваат помладите луѓе, па дури и помладите брачни парови, е токму на тоа отсуство да бидат направени некои консултации уште во претходниот нивни период на живот. И тие пропуштени работи понатака носат други нешта кои го комплицираат живеењето и на овие, да речем, кои веќе станале родители, како и на нивните деца. И токму затоа јас секогаш апелирам кога ќе се почувствува нешто дека постои кај личноста, дали е тоа некоја доза на анксиозност, стравови, претерано размислување, пренагласено размислување, мисли од кои не може да се ослободи, тогаш веднаш треба да се побара стручна помош. Може би психологот ќе биде доволен, ако не и психијатарот ќе интервенира, и ништо од тоа не е страшно. Ако вие се разболите и добиете пневмонија, лесно ќе ви дадат антибиотици, така? Што може да биде толку страшно за да се обрати кај психијатарот? И тој исто може и да даде и некои медикаментозни терапии кои едноставно со многу кратко земање или интервенција можат многу да решат. Окей, да видиме, еве доколку некој се одлучи, да кажем, или се одважи да ја побара таа помош и покрај сите стереотипи кои што самото општество ги наметнува, колку е психологот, да кажеме, опремен или колку знае на кој начин да се справува со предизвиците денес, затоа што гледаме дека секој ден се наметнуваат некои нови човечки потребите, не знам дали се толку нови, но нови ситуации во кои што луѓето едноставно мора се наоѓаат и мора да се справат. И сега прашањето е, значи, дали психолозите можат да понудат соодветната помош. Дали во минатото кога луѓето, да кажеме, посетиле психолог и добиле одредени насоки кои што не биле, да кажеме, соодветни, влијаат на губењето на довербата едноставно, затоа што они после тоа кажуваат, знаеш што, посетив психолог, бев и така натаму, но проблемите се уште ми се присутни или да не речам уште поголеми и на некој начин се губи довербата во психологот и тоа е уште еден проблем што мислам дека се наметнува сам по себе. Значи прашањето ми е колку е психологот спремен да се соочи или е во можност да демаскира реалноста во која што живееме денес? Пак ќе речам, зависи од стручноста на оној на кого се обратиле. Значи има и можеби психолози кои не можат да ја завршат својата работа, но има и оние кои се доволно добро обучени и посетувале и завршиле обуки за психотерапија, имаат алатки, техники со кои можат да ја демаскираат таа реалност или да продрат во личноста и да утврдат каде се нејзините проблеми. Секако тука зависи од спремноста на психологот, но и од пристапот на клиентот. Колку е тој вистински спремен да се отвори и да ги
да зборува за своите проблеми. Бидејќи постојат и клиенти со кои ако не се направи 1, 2, 3 интервенции, може би психологот не може лесно да дојде, бидејќи има кај нив една тенденција на давање на општествено прифатливи одговори. Значи, паметен е, интелигентен и знае да ги прилагоди одговорите така како што би требало да бидат, а не како вистински кај него се. Тука има можеби простор за повеќе среќавања, но сепак ако психологот е спремен и ако има доволно стручни компетенции, ќе утврди. Може и да утврди дека треба и понатака да се проследи до психијатар, но дека ќе даде соодветна помош, секако дека ќе даде стручниот психолог. Во начините на пристапување кон клиентот или пациентот или не знам како да го наречам, човекот, да. Оно што побара помош, значи ти си еден од психолозите кои на креативен начин пробуваат да пристапат до своите, да кажеме, клиенти. Имаш креирано игра, психолошка игра, се вика игра со картички. Игра со картички. Еве тука 10 начини како да се грижите за своето ментално здравје. Нешто што ми беше многу интересно кога го слушав и може би изгледа наивно, тоа е игра со картички и така натаму, но прашањата се доста интересни и навистина начинот на кој што се игра играта не е воопшто лесен кога човек ќе се стави во позиција да ја игра, посебно со стручно лице, па можеш ли да ми објасниш, да кажем, идејата која е на оваа игра и колку овие игри помагаат, да кажеме, во психолошко некое ослободување? Ова игра е креирана првен со цел да ми послужи мене како алатка во работата со моите ученици. Јас работам во средношколски дом и секојдневно се соочувам со некакви предизвици со кои се соочуваат и моите ученици. Меѓу нив има оние и такви кои полесно се отвараат, полесно говорат за своите потешкоти, но има и позатворени кои малце им треба поголемо поттикнување за да почнат да говорат за себе. Овие картички се така дизајнирани со илустрациите и со текстот кој е многу краток, само една реченица, да отворат дискусија која ќе допре до подрачје на личноста, каде може да постојат некакви потешкоти или проблеми кои се однесуваат на менталното здравје. Играта се поставува така што сите картички се редат пред ученикот или пред клиентот, пред нашиот соговорник, пред оној со кој решаваме некакви потешкоти или проблеми. И слобода на избор има клиентот да избери со која картичка сака да говориме. И може ли тест да направиме еден, например? Еве сега јас влечам картичка, значи картичките треба да се свртени или како се вика со лицето надоле за да картичките кога се поставени пред, кога имаме индивидуална работа, 1 на 1, тогаш картичките се сите покажани пред клиентот. Добро, значи еве ќе пробаме вака да ги поставиме за да имам комплетен увид во сите прашања, претпоставувам. За да можам да си одберам тема. Тука ми остана уште 3. Не има многу строги правила како треба тие да бидат. И добро, и сега јас имам пред мене, да кажеме, 10 картички кои што, нели, секој од нив содржи тема. Некои од темите се, значи, храните се здраво, прашајте ги другите за помош. Прашајте ги другите за помош. Да, прашајте ги тоа го поминавме. Прифатете се самите себе, разговарајте за своите чувства, работете во области во кои сте добри и уште неколку добри. Еве, например, нели, јас сум веќе возрасен и еве, ја играм играва и мојот избор е следно. Значи, мојот избор е
пиете умерено, например. Добре. Ја бирам, ете, оваа картичка. И што оваа картичка кажува, да кажеме, за мене во моментот кога ја бирам? Во моментот кога ја избира, може би еве да е таја едно подрачје каде што постои дилема. Бидејќи во современото живење некако кај нас е многу потенцирано конзумирањето на алкохол. Тоа е дури меѓу средношколците кај нас се поставува веќе како проблем. Бидејќи Добро, мислам дека и самата култура наша на живење на некој начин пробува алкохолот да го вметне како храна, дека тоа не е нездрава активност сама по себе, туку дека нели со умерено конзумирање и така натаму само допринесува во зголемено уживање во храната. Но умерено, така, умерено. И таа препорака пиете умерено, значи да се држиме до она да алкохолот биде искористен се до граници додека не влие на поматување на разумот или на губење на контролата. И тогаш кога веќе станува збор за често надмашување на границите на конзумирање на алкохол, може да има и штетни последици по младата личност, бидејќи знае да биде меѓу младиот свет покажано, па тој не е другар доволно добар, не дружи во кога пиеме. Да, но дали ако ја отвориме таа тема, да кажеме дали некој на тие деца, не само на деца, туку и на возрастни, мислам дека окей, умерено, што значи умерено? Значи секој од нив, ако видиме како се вика, нели, малце подетално, ако ги разгледаме луѓето, секој од нив има различна толеранција за алкохол. Значи за некој една чашка е многу, за некој една чашка не е ништо. Значи тука доаѓа и таа генетика, да кажеме, од родители, начин на живот, кој колку е физички активен, значи каква му е здравствената состојба на организмот или каква му е менталната состојба, да кажеме, мислам дека и алкохолот многу или најмногу можеби се врзува за менталниот дел од човекот. Мојот ми е никој не кажува каде е границата, значи што значи тоа умерено. Значи што зборуваме? Овде веќе доаѓаме до една сосема друг пункт од личноста. Еден толерира едно, друг толерира друго. Но што е важно во овој момент? Нашата самоконтрола. Точно си ја знам границата и знам каде до кога каде треба да се исконтролирам. Каде треба да воспоставам контрола, за да моите ментални капацитети не бидат допрени и да не можем да функционирам јас како личност со моите севкупни капацитети. Значи, токму таа, сите ние имаме индивидуални карактеристики. Така, но нашата самоконтрола влијае многу за ние да можеме да функционираме како комплетна личност и да сме вклопени во друштвото со индивидуалните карактеристики. Бидејќи ако некој оцени дека неговата толеранција е можеби чашка, така, треба да уме и да може со својата ментална сила да се одбрани од навалата на друштвото дека не е другар ако не испие уште 3. Да може да не го попречува друштвото со тоа што ќе се задржи само на една чашка, бидејќи тоа е неговата толеранција, но исто да не биде под влијание и притисок на друштвото дека треба да земи 3, што за него би значеле опивање и губење на дел од свесните и ментални капацитети. Тоа е во рамки на друштвото, да кажеме. Тој притисок се прави, постои. Да. Но пред да се најде човек, дете или кој да е, нели, во своето друштво надвор од дома, прво она што се создава е во самиот дом, нели. Родителите се најголем извор на влијание кај секој дете. И она што е денеска актуелно, да кажеме, мислам, стана актуелно или стана познато кај широката јавност е тој поим на генерацијска траума, односно сите овие работи, да кажеме, кои што не биле познати
пред 10, 20, 30, 50 години, значи луѓето ги живееле и најголем дел од луѓето денеска ги живеат своите животи без воопшто да слушнат за тој поим и некако на автопилот ги менаџираат сите тие работи. Она што се прави е голем дел од траумите кај родителите и не само трауми, значи општо на животните навики се префрлаат кај децата. Иако на пример во таа ситуација родителите на пример пијат алкохол, немало нив кој да им каже нели кога да прекинат, колку треба и така натаму или да одолеат неискушенијата во друштвото. Тие си го прифаќаат таквиот начин на живот и едноставно го манифестираат пред детето. И ако детето ја добие таа афирмација, таа порака дома, и ако нели излезе после тоа во друштвото, и ако му кажат дека не е другар ако не испие 3 чашки, значи тој од двете страни ја добива истата порака. Истиот притисок го добива, сушност. И заради тоа, токму тоа е еден дополнителен притисок, бидејќи генерацијската ориентација и тоа што друштвото го налага. Ако дома има некој друга противтежа на тоа, детето повеќе е во можност да изнајде баланс. Но ако притисоците се од двете страни, тогаш многу е поголема веројатноста да се случи конфликт кај личноста на детето. Значи тука токму тој притисок на конзумирање на алкохол да прерасне во проблем. Да, се фативме за алкохолот сега, значи сите овие останати работи верувам дека на ист начин или на некој ист принцип би функционирале, само во различни области, али околината на луѓето е тоа. Значи тие се две главни средини, да кажеме, на влијание од кои што луѓето или се хранат во време на формирање. Што е најважно што би сакала да нагласам за овие картички? Значи, нити една од овие афирмации, нити една од овие пораки не треба да биде доживеана како осуда. Само како тема на која ќе разговараме. И треба оној кој не наспроти нас, со кој го водиме разговорот, да биде сосема ослободен и да знае дека ништо нема да му се суди. Нити ќе биде оценуван како тоа е добро, тоа е лошо, нити па да биде укоруван заради тоа. Не е само подрачје кој ќе го отвориме и ќе го разгледуваме од повеќе аспекти. Бидејќи многу е важно да ги согледа човек и другите перспективи. Да види како му е на оној кој не сака да пие, како му е на оној кој многу сака да пие, како му е на оној кој дома го забрануваат строго алкохолот, како му е на оној кој без контрола го допуштаат или како му е на оној кој дома се во границите на тоа умерено користење, ако веќе одиме за таа картица, ако сме. Значи, токму тоа сакам да кажам, дека треба да бидат толку приемчиво прифатени и само како поттикнувачи на разговор и отварање на сегменти на личноста кои можат да бидат проблем, за да едноставно младиот човек или оној кој е нашиот клиент да може спремно и храбро да се фати во коштец со предизвиците на живеењето. Јасминка, кој може, дали можат луѓе меѓу себе да играат играва или дали мора од едната страна, барем од едната страна да стои стручна лице? За сега замислена е да стои стручно лице, токму јас и затоа ја креирав како помошна алатка на психолози. Но зошто да не? Може да се отворат за сите овие картички во едно поголемо друштво, да се отвара и дебата, да се разговара, да ги изнесуваме своите мислења без да бидеме етикетирани тој не знае ништо, овој знае нешто, овој знае повеќе. Секој да може да го изнесе својот став и да биде прифатен едноставно нормално. Да може да се секој да ја види и туѓата перспектива. Многу интересно ги читам насловиве и се наоѓам сами од себе си како добри 80% од сите овие работи мене ми се проблем. А јас сметам дека нешто разбирам во животов, тоаш стварно не знам колку сме далеку од некое свесно постоење, затоа што пак ќе речам некако сме на автопилот, ни е многу поедноставно, полесно и можеби во светот во кој живееме денеска, не знам дали имаме друг избор, значи не знам дали
дали сите овие работи сакаме да ги знаеме, или ако ги знаеме, дали сме во можност да ги процесираме, затоа што еве на пример, окей, за алкохолот мислам дека е поедноставно, полесно е прашањето, може да се види дека да се признае дека едноставно алкохолот е штетен, има доволно докази за тоа, не мора да одиме многу далеку. Но еве на пример хранете се здраво, тоа е уште една порака и сега тоа е да кажеме цела индустрија во која што има толку голем број на информации и што едноставно се прави џунгла од информации, она што го викаат и човек не знае кој пат да го фати. Што значи хранете се здраво. Значи тоа е токму како и затоа е, извинете. не, токму и затоа е креирана картичката, бидејќи со некои работи веќе се бега од контрола. Колку па чекај сега треба да биде намаз од вакво манго или вакви семки или едноставно јас еве конкретно со учениците. Најголем проблем е да се убедиме дека треба зеленчукот и манџичката која е подготвена во домот да значително поздраве и добро е за да се конзумира таа наспрема тоа да се изедат денес 2 сендвичи. Или да не биде и тоа секојдневно сендвичите. Колку значи да биде човек да ја воспостави својата рамнотежа со еден нормален внес на хранливи материи и запазување на оброците. Доручек, ручек и вечера задолжително, а за помладите луѓе секако и тие ужинките се тука. Хранете се здраво, салатата. Тоа е нешто што би требало младиот човек да ја има како нешто што добро дошло. И токму тука ме постојано со влијаеме на тоа да може да се прифаќаат тој начин на конзумирање на храна, наместо брзата храна, за која и честопати не знаеме колку е и квалитетна. Рекламата и изгледот, да, влијаат некако примамливо, но за квалитетот не можеме да судиме точно и дали баш ги задоволува сите тие нормативи кои се потребни за личност како што е личноста во развој, еве нашите ученици во домот. А и за секого, хранете се здраво, не мора да трчаме по сите тие производи кои веќе се вакво млеко, такво млеко или кои ни ги продаваат по некои екстремно високи цени. Но да знаеме да го воспоставиме нашиот баланс, да знаеме да воспоставиме колку ни е потребно и тука да ја воспоставиме и својата умереност и правилен внес на калориска вредност и на хранливи материи, да биде застапено се што би било корисно. И овошјето, и зеленчукот. Јасминка, денеска постои нешто што се вика смартфон, што според мене е број еден, што е на највисокото ниво на зависност, мислам дека во светот моментално. И сите овие работи, да кажеме, и таму се понудени. На еден по-динамичен начин во форма на видео, слики, инфлуенсери и така натаму. Значи, овој разговор не допира до луѓето. Значи, прв начин на информирање едноставно е телефонот. Значи, како да не викам, значи можеби и таму има користни информации, но мене ми е фасцинантно како луѓето се одлучуваат толку лесно да веруваат на апликација, на пример. Да, тоа што е понудено. Не веруваат, на пример, на разговор, дали со стручно лице, не ја бараат едноставно помошта. Веруваат дека секој еден проблем кој што го имаат може да го најдат на интернет или во апликација. Тоа е начинот на кој што се решаваат моментално сите овие проблеми. Зато веројатно имаме и многу дефекти, бидејќи луѓето индивидуализацијата во која е влезен веќе светот од мало до големо
И токму таму оди, па што сам ќе си најдам, ќе го најдам тоа на интернет. Значи, не ни треба, затоа јас велам, побарайте помош од другите. И тука картичка има. Прашајте ги другите за помош. Значи, не велам прашајте го интернет. Некогаш прашајте, бидејќи разговорот со фацијалната експресија, комуникацијата очи во очи, оно што е стручен, значи може да даде поисцрпни информации, некогаш можеби ќе се многу слични на оние од интернет, но не е иста пораката. Кога ти разговараш во живо, кога е живо пред тебе преносителот на информацијата која треба да покористи на оној кој ја побарал. И таа зависност од од социјалните мрежи, од телефоните, за жал е нешто што ја се повеќе и повеќе ја потенцира таа индивидуализација и затворањето во самиот себе, отсуство на една зрела и реална комуникација. Значи, ајде да се дебатира, не е ништо проблем да ги изнесиме своите ставови. Децата веќе, учениците тоа го одбегнуваат. Еве, пример што се појавува, влегуваме во соба, секој на својот кревет и во својот телефон. Тоа е нешто на кое се обидуваме и колку можеме да повлијаеме, бидејќи сепак не е здрава комуникација. Да бидиш во соба една со четворица луѓе и да подолго време го искористиш само со својот телефон, тоа не значи дека така треба и да продолжи. Колку е според тебе досадата корисна во развојот? Значи колку на едно дете треба му биде досадно, да кажам, затоа што има некои модерни теории денеска на кои што сакам да верувам дека придонесуваат и кои ќе го споредам тоа со моето лично искуство. Они викаат дека на секој дете треба му е во одредена мера досадно за да ја развие креативност, за да си направи да му биде интересно во таа ситуација или во некои ини ситуации, затоа што она што се случува сега моментално е, значи во ниту еден момент не може да му биде досадно кога има телефон, затоа што постои апликација или како се вика содржина, контент за секој тип на расположение и муд и во какви состојби да се најде, он може да ја поврзе, да кажеме, своето моментално расположение со типот на содржина и да излезе од себе, едноставно, да не е присутен во самиот себе. Но баш и не мислам дека со консултирање на тие социјални мрежи и на телефонот излегува од зоната на досада. Баш сметам дека уште повеќе влегува во една летаргија. Препуштање само на зависност од телефонот, таму нешто да се види, кој како постирал, што направил на Facebook, на Instagram, и всушност тоа не само што не да ја разбива досадата, него прави една зависност и според мене дури нагласена анксиозност која честопати може да оди до поголема вознемиреност. Бидејќи едноставно како да телефонот е врзан за раката. Нема и кога разговара махинално врти по телефонот. Тоа не би рекла дека е надминување на досада. Тоа е една обсесираност во која мора притисок внатрешен. Точно да, има теоретичари кои велат дека внатрешниот притисок не тера да правиме, да креираме, тоа е и Левиновата теорија. Но овде со телефоните не се работи апсолутно за таков креативен импулс и притисок однатре што доаѓа. Ова е нешто сосема друго што според мене е една обсесираност, една не би сакала да речем екстремен збор, неуротична манифестација, ама баш една манифестација на вознемиреност, доколку не се дојде до тоа да се направи како потреба, да се отвори телефонот и да се види што на него има. Ако е тоа во училиште или на некој предмет,
да бидат децата да ги надминале содржините и веќе му е досадно да го слушаат тој предмет. Тогаш може тоа да биде еден поттик, импулс за да создаде нешто друго, да оди во понатамошни извори да ги задоволи своите интереси. Тој е така е да стане предметот, да речеме, неинтересен со содржините кои ги нуди, а ово има потреба од нешто друго. Тогаш може да зборуваме за поттикнувачи на креативен потенцијал. Во таквите, па нека и тоа и за такви цели и нека истражи на интернет и нека побара и нека проба и нека направи нешто, но само пасивното користење на социјалните мрежи не мислам дека се поттикнувачи на креативност. Пак доаѓаме до зборот умерено. Да. Значи најверојатно умерено е одговорот и на се. Ама тоа умерено ни е нас многу тешко да го воспоставиме заради тоа што сме ние постојано во секојдневие која ја бомбардира нашата рамнотежа. Иначе како човек, како луѓе, ние сите сме предодредени за да бидеме во рамнотежа. Имаме 2 раце, 2 нозе, 2 очи, 2 уши. Имаме се кај нас некако по 2. И самото тоа ни укажува дека сме создадени за да бидеме во рамнотежа, во баланс. А како балансот се чува? Со умерено на се што ќе направиш. Да не се претовариш ни на едната страна, нити на другата. Да го држиш умерениот баланс. Тоа е многу важно кога знаеме дури и за комуникацијските односи, и за односите во амбиентот во кој работиме, комуникацијските односи со нашите деца, како родители, како професионалци, како еве кај нас на работа, како воспитувачи, како... Зошто ни е тешко да се прифатиме самите себе денеска? Пак не сакам не сакам да ја лоцирам целата вина во телефонот, сметам дека е овој феномен маци пред социјалните медиуми и пред интернетот, дека човековата природа едноставно сака се поистоветува со некоја подобра верзија од себе си константно и за таа сметка има проблем да се прифати во состојбата во која што се наоѓа. Неприфаќањето е најверојатно еден од поголемите проблеми кои што човек внатрешно може да ги има, еден конфликт кој што создава проблеми. Зошто не се прифаќаме самите себе си? Стално сме носени во дилема, во некое размислување дали ова моето ќе биде оправдано од другите и колку ќе биде прифатено. Значи, стално сме во некакво преслушување со оној другиот и средината и што ќе рече. Поготово тоа се зборува сега многу актуелно е за тоа прифаќањето на самиот себе како индивидуа во поглед на врсничката ориентација. Многу нагласена во последно време и да речам како семејството се повеќе ги губи ингеренциите или влијанието. Јас никогаш не сум за тоа дека треба супериорна моќ на родителот. Но на еден благ начин да бидат децата во комуникација со родителот и да не бидат да не бидат само целосно да се препуштат на врсничката ориентација. Бидејќи таа врсничка ориентација вкалапува. Ако си треба да се измоделираш таков за да бидеш прифатен како друштвото што тоа го налага, потесното друштво, да речеме, што тоа го налага. И тука се кочат многу од индивидуалностите. Добро, но родителите денеска го немаат тоа време, да кажем. Мене ми текнува деве, например, пак пред оваа технолошка ера, да кажем, уште толку, луѓето има некоја поголема интеракција меѓу себе, посебно во кругот на семејството, и самите сваќања за животот беа поинаку. Никогаш не била, да кажеме, мислам дека кариерата толку ставена на пиедестал како што е денеска. Денеска е апсолутно на пиедестал, без разлика на полот, секој еден човек брка кариера. Тоа е некој новиот, мислам дека, или еден
од најголемите престижни символи кои што човек денеска може да ги поседува, да има кариера, небитно нели каква во кои сектори што таа оствари носи за него, тој треба да има кариера, значи да нема работа, туку треба да има кариера. За сметка на таа кариера спремен е да жртвува свежи останато, значи никој не става ни во прашање цената што треба да ја плати, безусловно ја прифаќа. И после ќе дојде сметката да се плати, значи тоа најчесто се децата, луѓето кои што бираат кариера, немаат време да се посветат на децата и тие деца се оставени нели на поширокото окружување, после тоа и постојаме проблем. Токму се случува таа врсничка ориентација. Го нема родител од дома, го нема со кој може да биде приврзан во времето кога многу е потребно, бидејќи во еден период од развојниот период на детето многу е потребна таа приврзаност. Тоа се случува нешто спонтано со самото раѓање на детето. И кога тој процес кој е инстинктивен, кој е биолошки процес, кога не се остварува, тогаш веднаш се отвара можноста за проблем. И кај родителот кој не може да ја воспостави таа приврзаност, а и кај детето. И така, научајќи детето да останува дома во амбиент во кој не е или добро сослушано, или добро истретирано со неговите потреби, бидејќи најмалце се во развојниот период потребите да носи патики од 18.000. Колку е таа штета надомеслива во подоцнешниот негов живот, да кажеме? Колку е тој период, она што викаш сега, таа биолошка потреба, да кажеме, дури уште многу мало, претпоставувам дека размената е или луѓето во својата глава на таков начин го оправдуваат дека окей, ќе ме нема 2, 3, 4, 5 години, за таа сметка ќе му давам подобар живот. Ќе му давам да се запише, не знам, на факултет во странство и така натаму. Колку е таа размена соодветна? Кога даваме како родители, јас најголем поборник сум на тоа да размислуваме најголема инвестиција да дадеме кај децата да ги направиме првен личности. После како личност, како оформена личност, која може да се носи со предизвиците на живеењето и може да завзема позиции на своји храбри и точни одлуки во животот како треба да се движи, мислам дека и не треба толку рано да се грижиме. Јас сега 5 години ќе го оставам само, па ќе му овозможам да студира не знам каде. Може и да не може да стигне да студира до тоа не знам каде. Бидејќи ќе отсуствува нешто што би можело да се направи. Најбитно е како родители да размислуваме на тоа да изградиме личности на нашите деца, а секако дека следејќи ги нивните капацитети, нивните можности, одгојувајќи ги во еден период, во еден амбиент кај што има добар разговор, не надзор на моќ и сурова дисциплина, тогаш тие деца похрабро се одлучуваат и сами да ги направат работите. Бидејќи вие во разговор и една пријатна атмосфера давате слобода, да, тука ги одлучувате работите дома, но му ја давате слободата само да се носи. Колку ќе научи, колку ќе се потруди во некој сегмент кој е предмет на негов интерес. Кога е како се гради свеста, тој самото веќе дава таму во тој сегмент на негов интерес, без да постои вашиот притисок. Значи, родителот треба да биде еден добар поддржувач, партнер и секако насочувач. Не мора да демонстрира моќ. Не мора ни да тоа го прави со подигнување на гласот. Добро е да се научи во семејството да се разбираме, да се разговараме. Постои ли нешто како преголема поддршка, да кажеме? Мислам, денеска хиперпротективност, презаштитеност? Да. И тоа мислам дека е една штетност по детето, бидејќи формира нереален впечаток за себе. Тие обично родители понудуваат информација дека
нивното дете е најдобро, може се, и ако нешто има грешка, кај него тогаш оној другиот е крив. Може би наставникот, професорот или оној со кој се соочил и предочил дека детето има некаков проблем. И таа хиперпротективност, мислам дека не е во интерес на детето. Да, треба да се разговара и тогаш кога треба да се поддржи, треба реално да се поддржи, да се поддржат неговите способности, да се, ако од еден не биде точно проценето, а се делува на развојот на неговите креативни потенцијали, ќе дојде до оној кој што реално ќе ги процени. И така да нема потреба ние како родители премногу да се ангажираме и да се грижиме. Не, видете, моето дете е најдобро во овој сегмент. Ќе дојде. Сетото ќе дојде, но не треба секогаш да ги отвораме кај него сознанијата дека треба да вложува, да дава. Ајде, почнаме со родителите. Би те прашал и ова, колку е интеракцијата, да кажеме, помеѓу родителите битна и колку детето тоа го прима или го снима, да кажеме? Апсолутно многу битна. Како родителите комуницираат? Затоа што само кратко ќе кажам, некои од луѓето имаат се со мислење дека јас ќе бидам со детето супер све, но на пример со партнерот можам да правам што сакам и да се однесувам како што сакам. Баш напротив, никако така. Детето е една територија, една област каде вие пренасочувате се. Од вашиот однос со партнерот, амбиентот во семејството, тоа е неверојатно голем абсорбер на сето тоа што се случува. И ако некогаш е заглавено меѓу своите играчки, одлично го слуша муабетот на мајката и таткото, кој ако е спонтан и него му носи мир. Но ако е вознемирувачки меѓу нив и ако е расправија, ако е нетрпеливост меѓу нив, ако е докажување меѓу нив, тоа ја чувствува. Без разлика што честопати може би децата и несвесно бегаат од таквиот амбиент и остануваат да и таму меѓу своите играчки, но тоа го примаат, го абсорбираат. Затоа многу е важно уште пред да дојдат децата каква комуникација ќе се оствари меѓу партнерите. Колку таа комуникација понатака ќе ја продолжуваат во семејството, во семејниот амбиент. Јас честопати знам да го кажам како моја препорака меѓу дали млад брачен пар или дечко и девојка, говорите со јазикот на љубовта. Кога зборувам јазикот на љубовта, не мислам на срце пиле душо. Не. Јазикот на мир. Да се договориме. Да можеме да ги отвориме проблемите и да ги разговараме. Бидејќи партнерите нормално сте две различни индивидуи и тие треба да се најдат. Нема двајца исти луѓе. Брат и сестра во едно семејство растат, па се диаметрално различни. Но ако се осознаеме дека треба да ги отвараме нашите, да ги и оспособуваме нашите комуникацијски вештини, да можеме да разговараме, да го слушниме партнерот што сака, да ни каже, слободно да ни каже и да се издоговориме, да се најдиме во баланс, бидејќи нашето менување е наше унапредување. Ако сите останиме во то мене ми одговара и тука е границата. Денес многу актуелно е тоа. Постави граници. Многу често го слушам и дури вака си размислувам, добро, ова како нафрлена реченица, дали некој ја контролира што значи? Постави граници. Каде? Дали таквата сугестија не значи дека, па јас ќе ја поставам мојата граница тука, кај што ми е зоната на комфор. Мене тука ми е удобно, не мрдам од ова. Зоната на комфор не носи напредок. Значи, точно, треба да се постават граници. Но да се одмери каде и кога. Бидејќи, ако се промениме, и ако одиме во наше унапредување, тоа значи дека ние еволуираме, одиме напред, се охрабруваме, носиме напредни и сериозно одговорни одлуки, превземеме одговорност за своето однесување. А вака, ми рекоја, постави граници.
штрак, границата таму каде што не ме допира никој. И то не е, според мене, според мое мислење, не е корисно. Ме интересира твоето мислење во однос на една друга тема исто така. Тема што кај мене, да кажеме, јас стварно не знам што мислам за тоа. Значи, луѓето што имаат, да кажеме, проблем во животот, да кажеме дека е од ментална природа. И сега го почнавме муабетот дека луѓето тешко се одлучуваат да посетат психолог кога имаат, да кажеме, некоја ментална девијација или ментален проблем, но многу полесно, да кажеме, се одлучуваат да се насочат кон религија. Денеска е тоа многу актуелно. И да кажеме, посетуваат црква, имаат, како се вика, духовен водич, отец, како се вика тоа, кој што ги советува и тие совети ги применуваат или, да кажеме, дозволуваат да добрат. И са мене ми е, да кажеме, тоа до негде логично, затоа што консултација со црковно лице или со свештеник или со отец, еден проблем одма елиминира на стартот, а тоа е довербата. Знаеш дека таму кога ќе се довериш, да кажеме, нема да се врати од друго место муабетот и дека тој човек на вистина со цела душа може би сакал да ти помогне. Но колку се тие луѓе компетентни да дадат совет, да кажеме, за некоја реална ситуација или проблем што човек го има? Знаете како, меѓу нив има разлика, дури и меѓу тие лица, и меѓу црковните лица кои се и духовни водачи, умеат и тие кога ќе насетат дека се работи за некој покомплетен проблем и тие да сугерираат дека треба да се посети и друго стручно лице. Така да и јас сосема го оправдувам, да речам, консултацијата и на црковно лице и на психолог. Бидејќи кога е поголем проблем, мислам дека секој кој може да посоветува, секој кој има таква мисија да ја увиди маката на човек, може да ја оцени и димензијата на тоа дали може само со обичен разговор или треба и да се поттикне, да се ослободи оној кој има мака да консултира и стручни лица. Значи сметаш дека таа граница, да кажеме, помеѓу религија и психологија на некој начин се испреплетува, дека не можеме да ги поделиме работите. Нити ако одлучил поединецот, ако единката одлучила дека му користи тоа, дека сака да биде и таму. Не мислам дека религиската определеност или потребата од тој духовен водач ќе му наштети и ќе го попречи да оди да консултира и стручно лице. Мислам дека тие можат дури и да се надополнуваат. Зависи од определбата на личноста. Јасминка, сите овие работи што ги спомнавме денеска, голем дел од нив, да кажеме, не голем, туку тоа се сите работи кои што на некој начин имаат некое деструктивно влијание и кое влијание човек треба да се потруди или да го превенира, или ако го примети дека веќе зема замав да го решава. Една од последиците, да кажеме, кои што остава траен белек не само кај луѓето, туку и на општеството денеска, на модерното општество се бројот, да кажеме, на разделби меѓу партнерите и тоа е во тој некој психолошки свет, да кажеме, верувам дека еден од поддеструктивните феномени кои што може да му се случи на човек. Мислам дека луѓето стварно многу тешко се опоравуваат од таков настан. Иако знаат да носат, нели успешно знаат да носат маска, дека светот поминало, дека животот продолжува и така натаму, но колку уствари според тебе, вака ме интересира мислење, колку може да продолжи животот на нормален начин после тоа? Зависи со колку обврски е партнерството создадено. Значи, кога веќе се во прашање сопружници кои се развеле и имаат деца,
тогаш секако дека тоа има по-големо влијание и Но емоционални денеска, потреси. да, денеска луѓето се решаваат многу лесно на тој чекор. Значи бројот на разводи е експоненцијално. Па токму тоа е таа, јас сметам дека многу влијание има таа границата што ја поставуваат на зоната на комфор. Јас тука сум допрен, малце се превземаат одговорности за собственото однесување. Едноставно многу полесно е да се лоцира вината во оној другиот. Ние треба да ја, можеби има, да, секако за секакво несогласување потребно е да има двајца. Но ако не се само чисто тргниме да видиме дека оној другиот е виновен, тогаш добро е и самите себе да се проанализираме, да видиме кои се тие критични пунктови кај нас кои ни создаваат проблеми во врската. И тие не многу зрели партнерски врски, уште на почетокот, мислам дека се причина за овие чести разводи кои се случуваат, а за жал многу често во обкружувањето, па и кај нас веќе замашна е бројката на... Да, една од причините која што често се сретнува, да кажеме, како да кажеме, како причинител на тие ситуации е работното место, односно бројот на че луѓето едноставно почнаа да се заљубуваат во колеги, на некој така некој да се изразам. Значи почнаа да поминуваат долги сати на работа, таа рамнотежа work-life balance што го викаат почна да се изместува драстично и едноставно луѓето почнаа да се опуштаат со луѓето меѓу кои го поминуваат поголемиот дел од денот и ја пренесуваат таа активна енергија што има, затоа што човек кој ќе се разбуди од сабајле, да кажеме, во текот на денот е полн со енергија и нели има интеракција, има волја за све и како завршува денот, таа енергија се намалува до периодот дори не дојде дома. Штом дојде дома, тој е веќе уморен и веќе нема едноставно енергија. Нема енергија. Нема иницијатива. И се наоѓаме во еден магиосен круг сега, од кој што не знам дали ќе излеземе успешно некогаш. Јас пак ќе речам, тука ни е потребна и нашата, и самоконтролата. Значи, колку квалитетот дома што не врзува, колку амбиентот дома кој не врзува е посакуван во текот на денот. Бидејќи здравиот амбиент дома може да биде и повик дека таму сепак ми е најдобро. Може некогаш ние луѓе сме, се презаситуваме едни од други, но секогаш кога размислуваме како да ја освежиме нашата врска со партнерот, нашата комуникација, можеме да најдеме многу полесни начини ако сме создале на почеток квалитетна и добра врска. А иначе, она што се случува како моментално, инстинктивно, на работа, тоа се чисто некои, да речем, нагонски действија, кои... Зошто луѓето се препуштаат на нагоните толку лесно денеска? Заради тоа што притисокот кој го доживуваат и неспремноста да одговорат за своето однесување е токму тоа што им дава таква слобода да станат нови заробеници во еден нов амбиент, бидејќи имајќи семејство и тука нешто да се случува друго, тоа не е слобода. Баш едно потенцирано заробеништво е тоа. Како можеме да кажеме, еве, долго не верувам дека луѓето дека ќе се смени тоа некогаш, барем во блиска иднина, дека луѓето ќе се одлучат наеднаш да посетуваат психолози, да разговараат за ментално здравје, нешто што нели стана толку актуелно, преактуелно, мислам дека веќе се изводени изразот на некој начин. Стана клише да се разговара за тоа, се бомбардира свеста од информации, од сугестии за ментално здравје. Да, тоа дури и на социјалните мрежи има толку површни текстови што налико изгледа дека многу можат да откриете, уствари само гибаат по површината и
гребкаат по површината на нештата, не допираат до суштината. Една таква наредба, една таква сугестија може прилично многу да одмогни. Оди таму каде што си самопочитуван. Значи, и тоа го има. Па, точно така, ама да размислуваме и тоа колку и ние сме способни да почитуваме, така? Да видиме што оној другиот се соочува. Да размислуваме не само по сугестиите од социјалните мрежи. Зато најдобро е, ќе речем, кога разговор со стручни и компетентни лица е секако е многу потребен. Потребен ни е на сите. Во градењето на личноста, во градењето на она што сме денес, ние сме секогаш сме биле несовршени, човекот е несовршен, да кажеме. Апсолутно. Прво таа реализација, тоа прифаќање мислам дека е неопходно за секој да има барем фер шанса, да кажеме, за да може да функционира и да воспостави некој равнотежа или баланс, да прифати моментот дека едноставно несовршеноста е човечка природа. Наша карактер и тоа не води напред. Нашата несовршеност и тоа не води напред, дека ние можеме и за нашите грешки можеме и да ги увидуваме, да ги поправаме, не еднаш за секогаш зададено или некој некогаш сгрешил, треба да му просудиме и од тука нема мрдање. Напротив, сите ние сме во таква состојба, немаме апсолутно не сме совршени како битија. Нити па можеме да најдеме совршени партнери, нити да изградиме совршена врска, но може да изградиме амбиент во кој ќе креираме квалитетна врска и ќе се прилагодуваме еден на друг и ќе ги изнаоѓаме најдобрите начини како да бидеме поддржувачи на сопствените креативни потенцијали, како да си помогнеме во сегментите каде партнерите имаат проблем, бидејќи еден има во едно, друг има во друг сегмент. Ако бидеме такви поддржувачи, никој од нас не бара да бидеме идеални или да бидеме идентични. Тоа е скоро невозможно. И не треба да си поставуваме такви побарувања пред самите себе недостижни и да бидеме разочарани дека навистина не можеме ништо со себе да направиме. Не, кога ќе видиме дека нештото кај нас е за промена, добро е да побараме начини, да размислиме како нештото можеме да го промениме, да си помогнеме и да помогнеме со самото тоа и на нашата околина. Апсолутно, мислам дека упативме добри пораки. Дозволи ми уште еднаш да ти честитам на играта, тоа е креативен напор кој што е многу потребен денеска. Може ли ми кажеш само кој е заслужен за илустрациите на картичките? Вака, илустрациите на картичките се дело на Марио Петровски, еден така исклучително талентиран млад човек кој ентузијастички влезе во оваа работа и всушност ми помогна мене да ја создадам оваа алатка која јас гледам една сериозно добра перспектива за неа и како алатка која мене многу ќе ми помага во мојата работа, а се надевам и на други мои колеги. Тоа е 10 начини како да се грижите за своето ментално здравје. Ја би сакал искрено да ја пробам или да ја играм и со некој мој близок, не мора да е тоа стручно лице, не знам колку ќе можеме. Секако може дебата ќе се отвори. Да, ќе се отвори дебата, не знам колку реално ќе си помогнеме со нивото на знаење, но дека ќе си ги споделиме проблемите, сигурно тоа е еден чекор поблиску до решавање, сигурно. И кога нештото ќе го утврдиме како проблем, кога ќе почнеме да размислуваме на нештото, веќе сме тргнале на патот да го решаваме. Апсолутно, мислам дека одлична алатка за насочување на фокусот кон нештата кои што треба да ги подобриме. Фала ти за денеска и те очекувам во некоја наредна прилика. Фала ти и тебе, Виктор, и ми беше задоволство и пријатно.